Увереност во голема и убедлива победа на изборите во мај и подготвеност да ја преземе целата одговорност врз себе. Ова го покажува потегот на лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски да го преземе раководењето со републичкиот изборен штаб на ВМРО ДПМН, сметаат познавачите. Поранешниот новинар и пратеник Сафет Бишевац за Алфа вели дека задачата на Мицкоски нема да биде воопшто лесна, бидејќи покрај обврските во изборниот штаб, како претседател на партијата ќе има обврска да ја предводи и кампањата и за парламентарните и претседателски избори. Подготвеноста на Христијан Мицковски да ја преземе целосната одговорност за она што ќе се случува на изборите. Се разбира дека ќе биде тешко, бидејќи истовремено ќе треба да биде човек кој ја води кампањата и шеф на изборниот штаб, но тоа ќе треба да биде и доказот дека организацијските способности, менаџерските способности, политичкиот дел од Христијан Мицковски може да функционира и на едно такво исклучително ниво и изборите треба да бидат доказ за тоа. ВМРО ДПМН успеа да отствари политичка победа и со заедничкото одржување на изборите, со оглед на тоа што СДСМ и Ковачевски долго време беа цврсти на ставот дека изборите ќе бидат во различни термини. Според Бишевац тоа покажува дека СДСМ е само еден обичен помал коалиционен партнер во власта, кој за се мора да го слуша ДУИ. Однесувањето на власта е диктирано не од волјата на оној кој номинално е прв човек во владата, од премиерот Ковачевски, туку од проценката која ја направила очигледно ДУИ, партијата која ја има реалната моќ во државата. Според Бишевац, СДСМ веќе не е никаков фактор кај гласачите, вели тоа е партија во која нема никаква идеологија и сите вредности кои некогаш ги имале, веќе ги нема. А пред се едно царство на незнаење и на неснаоѓање во работи кои треба да значат подобрување на апсолутната состојба во државата. Тие можеби се добри за криминалот, за сплетки, за шпекулации, за спинување на работиве, но очигледно дека не знаат да водат држава. Инаку од ВМРО ДПМН по состанокот на извршниот комитет соопштија дека се започнати и подготовките за избор на кандидат за претседател на државата, чиј конечен избор ќе биде на партиската конвенција на 2 март наредната година.